од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Ньюсфлеш. Јас сум Лилица Китановска. Афганистан денес се очекува да ги објави прелиминарните резултати од изборите, а веднаш потоа ќе чуеме што друго го привлекува вниманието во светот. Афганистанската изборна комисија соопшти дека ќе ги објави некомплетните резултати од минатонеделните претседателски избори, додека конечните ќе се знаат за 10 дена. Додека се чека конечниот исход, Захрат Омар Закилвал, актуелниот министер за финансии, прогласи јасна победа врз претседателот Хамид Карзаи, кој се бори за реизбор на функцијата. Закилвал во понеделникот изјави дека претседателот добил 68% од гласовите. Портпаролот на главниот ривал на Карзаи на овие избори, поранешниот министер за надворешни работи Абдула Абдула, го отфрли ова тврдење. А од другите вести, Јужна Кореја денес лансираше ракета во вселената, но наблюдувачкиот сателит, прикачен на неа, не успел да достигне до целта. Министерот за образование, наука и технологија, Ен Бјонг Ман, изјави дека ракетата е одминала планираната орбита и се одвоила од сателитот на поголема надморска височина. Јужнокорејските и руски научници во моментов испитуваат што точно се случило. Медицински вештаци во Лос Анџелес обелоденија дека поп звездата Майкл Джексон починал од фатална комбинација на лекови и од моćниот анестетик пропофол. Во судски документи се вели дека заклучокот е базиран на извршената аутопсија. Истрагата се фокусира на користењето на Джексон на препишани лекови и улогата на неговиот личен лекар Конрад Муреј. Докторот признава дека на Джексон му дал комбинација од пропофол и други медикаменти на денот на смртта. Доктор Муреј, кој има канцеларија во Хјустон, рече дека го лекувал Джексон од инсомнија или неспиење. Американската агенција за контрола на лекови соопшти дека нема запис дека Муреј нарачал, купил или поседувал пропофол. Associated Press јави дека смртта на Джексон може да се квалификува како убиство и дека може да биде покрената кривична пријава против неговиот личен лекар. А сега да видиме што се случува на пазарот за недвижнини во Соединетите Американски држави. Како што знаеме, тоа беше она што ја повлече целата американска економија надолу. Во јули, за прв пат по 10 години, зголемена е продажбата на домови за 7%, но стручњаците велат не е се така розово како што изгледа. Наглото зголемување на продажбата на домови во јули ги надмина очекувањата и внесе оптимизам дека американската економија е на добар пат. Патрик Лашински од СИП Realty објаснува. Достапноста е повисока од кога и да е. Цените на куќите паднаа 25 до 30%. Имате многу ниски каматни стапки и купувачи кои чекале на ова. Искомбинирајте го ова со $8,000 даночен кредит за оние кои купуваат по прв пат, имате солидна побарувачка. Но поголемата побарувачка е само дел од поголемата слика, иако зголемувањето е највисоко за последниве 10 години, просечните собственици изгубија околу 15% од вредноста на своите домови. Економистот Марк Занди вели дека ова е симптоматично за поголем проблем. Цените на куќите ќе продолжат да паѓаат се додека продолжуваат да се множат оние кои ги губат домовите заради неможност на плаќање на ратите. Единствена надеж е менување на условите под кои се дадени тие кредити. Иако владата има таков план, само 10% од собствениците би имале можност да ги модифицираат своите заеми. Останатите ќе останат со високи каматни стапки. Минатиот месец повеќе од 360.000 домови беа изгубени, што е пораст од 30% во споредба со лани. Занди вели дека дел од проблемот е што банките се уште не се многу расположени за давање кредити. Нервозни се заради растењето на невработеноста, цените на домовите се уште паѓаат, не им е лесно да даваат кредити. А невработеноста се очекува да го достигне врвот дури следната година. Перспективата за економско опоравување тоа ја прави уште поматна. Во 1960-тите години ги нарекуваа комуни. Денес се меѓународни заедници. Некои се заснувани на спиритуалност, други на идејата за заштита на човековата средина. Но сите веруваат во едно – споделување. Денес ви представуваме една од тие заедници во САД. Тешко е да се поверува, но 100 луѓе живеат на оваа фарма Твин Оукс во Вирџинија. Многу луѓе доаѓаат тука во потрага по утопија, вели Рас Меги, но ова не е утопија, додава. Сепак, не жели што се преселил тука пред 7 години.
Има определба за едноставност. Нема многу патувања или културна забава, но има големо духовно богатство и поврзаност со животот. Забавата овде е едноставна. Членовите оставаат пораки на билборди наместо на Facebook или Twitter. Живеат по 10 до 20 луѓе заедно и нема многу приватност. Но Артен, од неодамна член, вели дека токму тоа му се допаѓа во Twin Oaks. Работев таму надвор 25 години и 4 години живеев до некои луѓе кои никогаш не ги запознав. Сега живеам со 90 луѓе и сите ги знам. Слично како да живееш во мало село. А во ова село се е бесплатно. Валери живее тука 17 години. Имаме покрив над глава, имаме здравствена заштита, храна, облек. Дури добиваме и по $75 месечно како джепарлак. Новите членови не мора да го вложат својот имот во комуната. Заедницата се одржува со работа. Пак Скалта вели дека договорот е да се работи 42 часа неделно, а заедницата да ги покрие сите нивни трошоци. Се што може да направат сами овде, тие прават. Од поправање на автомобилите до школување на децата. Twin Oaks има 17 автомобили. Ги користат сите. Членовите имаат голема еколошка свест. Пак Скалта вели дека тие конзумираат 66% помалку електрична енергија, трошат 75% помалку бензин и фрлаат 88% помалку отпад од нормалата во американските заедници. Ова е еден вид на комунистички начин на живот. Разликата е што оние што оттука заминуваат стануваат предприемачи. Кинан Дакота вели: овде обучуваме идни капиталисти. Интересот за влегување во заедницата е голем. Twin Oaks има листа на чекање. Утре во Newsflash, алкохолот и возењето. И тоа беше се за оваа емисија на Newsflash од Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска и денес ве поздравувам од Вашингтон со потсетување да одите на нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.